Здраво ученици, јас сум Ирина Стевановска, наставник по биологија во Средното училиште на град Скопје, браќа Миладиновци. Денес имаме за задача да се запознаеме со представниците на царството на Монери. Претходно, само накратко би сакала да ве потсетам дека според модерната таксономија, сите живи организми на земјата се поделени во 5 царства. Царство на Монери, царство на протисти, царство на габи, царство на растенија и царство на живот. Во царството Монери припаѓаат најбројните и најмалите организми кои ја населуваат земјата. Тие се најраспространети заради тоа што може да живеат во кислородни и бескислородни средини, во екстремни услови на високи и ниски температури. Тоа се микроскопски организми кои што се едноклеточни и кои имаат карактеристична клеточна градба. Клетката е прокариотска, односно изградена од клеточна мембрана, цитоплазма, во која отсуствува јадро, а наследниот материјал е представен со една кружна молекула на нуклеинска киселина, која што е слободно сместена во цитоплазма. Монерите се класифицирани во 4 кола, од кои најзначени се и највеќе ќе обрнеме внимание на бактериите и мудрозелените алги. Ова се некои фотографии од бактерии. Се однесува до распространетоста на монерите, тие се наоѓаат насекаде околу нас. Присутни се во водата, во почвата, во воздухот, што значи дека ги населуваат и двете животни средини, и копнената и водената. Од друга страна, заради нивните прилагодби, тие може да живеат во екстремни средини, односно во вулкански кратери, во поларни области, во термални извори, во океани на голема длабочина, некаде од околу 4 километри, може да живеат дури и во мртвото море. Знаете дека во него, заради големиот процент на сол во водата, нема присутни растителни и животински организми, меѓутоа ете монерите, односно бактериите, нашле начин како да се прилагодат и да опстанат во ваква животна средина. Според морфологијата, односно според формата и големината, кажав дека тоа се микроскопски организми. Нивната големина се движи од 0,3 до 8 микрометри. Најчести форми во кои што се јавуваат бактериските клетки се топчеста, односно топчести или коки, тапчести бацили, спирални спирили. Што се однесува до топчестите бактерии, односно коките, тие имаат способност да се групираат во групи од по 2 и да формираат диплококи, 4 тетракоки, може да формираат гроздови, така наречени стафилококи, или пак може да се групираат во низи, наречени стрептококи. Освен овие горе споменати најчести форми на бактериите може да се јавуваат и во други форми, како што се подолу прикажани на сликата, може да се издолжени, цилиндрични, да имаат израстоци од надворешната средина, може да имаат звездест облик и така натаму. На оваа првата слика гледаме бактерии, така наречени стрептококи, значи подредени се и групирани во низи. На втората слика гледаме стафилококи, односно бактерии кои што се групирани во облик на гроздови. На оваа фотографија е прикажана бактеријата Escherichia coli, која што живее во цревата на човекот. Во однос на градбата на бактериската клетка. Тоа е прокариотски тип на градба на клетка, кој што се разликува од еукариотскиот тип на градба на клетка. Прокариотската клетка е клетка кај која што отсуствува јадро, како една битна органела, додека пак кај еукариотската клетка, таа поседува јадро, тоа е органела во која што е сместен наследниот материјал, меѓутоа освен јадро, кај еукариотската клетка има и голем број на други органели кои што имаат определена функција во клетката. Од еукариотски тип на клетка се изградени представниците на сите останати царства, односно на царството на протисти, царството на габи, царството на растенија и царството на животни. Бактериската клетка е изградена од прокариотска клетка, што значи дека кај неа отсуствува јадро, има клеточна мембрана, над неа се формира клеточен зид, а внатрешноста на клетката е исполнета со цитоплазма. Цитоплазмата е геловидна течност,
која што е изградена од 95% на вода и 5% на сува материја. Особено е важна, бидејќи дава форма на клетката, облик, а најбитно е тоа што представува медиум во кој што се одвиваат хемиските и биохемиските процеси во клетката, кои што се особено важни за нејзиниот живот. Во клетката, како што кажав, отсуствува јадро. Меѓутоа, наместо тоа, има кружна молекула на нуклеинска киселина, која што е слободно спуштена и постои во цитоплазмата, не е заштитена од останатиот дел на клетката со јадрена мембрана, а освен нуклеинската киселина, има и два други кружни молекули на нуклеинска киселина, кои што се наречени плазмиди и епизоми. Од органелите во прокариотската клетка присутни се само рибозомите. Тоа се органели кои што се особено битни за клетката, бидејќи во нив се одвива синтеза на протеини. Бактериската клетка исто така може да формира капсула, која што е изградена од сложени јаглехидрати и има заштитна улога за клетката, а некои типови на бактерии формираат флагелуми, односно камшик и трепки, кои што се битни заради тоа што и помагаат на бактериската клетка да се движи во средината во која што живее. Еден многу битен факт за бактериската клетка е тоа дека е отпорна на многу екстремни услови. Тоа е овозможено заради тоа што бактеријата има способност да формира спори. Спорите се форми кои што ја овозможуваат на бактеријата да преживее во услови кои што се неповолни за неа. Тие се изградени од мал дел на цитоплазма и од нуклеинска киселина, која што е обвиена и заштитена со цврста обвивка. Во ваква форма, бактеријата може да преживее и до стотици години. Подолу на фотографијата е прикажано како се манипулира со бактериите во лабораториски услови. Засадени се на хранлива подлога во петриеви садови. Ова се слики на засадени бактерии од по 2, 3 или 4 дена, на кои што јасно се гледаат формираните колонии на засадените бактерии, а искусните микробиолози, според обликот и формата на колонијата, можат да заклучат лесно за кои бактерии станува збор. Начини на исхрана на бактерии. Бактериите се хетеротрофни организми, а тоа значи дека немаат способност или механизми како да создадат органска материја или храна за себе, туку морат да се користат со готова органска материја. Има неколку различни начини на хетеротрофна исхрана на бактериите. Прво тоа се сапрофитите или сапрофитските бактерии, кои што се бактерии кои што се хранат со остатоци од телата на некои растенија или животни, поготова органска материја во распаѓање. Паразити. Тоа се најчесто патогените бактерии, кои што живеат во телата на домакинот. Домакин може да биде растенија, животно или човек. Тие комплетно ги користат органските ресурси на домакинот, за сметка на тоа домакинот трпи штета, а паразитот живее и го користи домакинот. Симбионти. Тоа се бактерии кои што исто така живеат во домакин, меѓутоа за разлика од паразитите, домакинот не трпи штета, туку и тој користи од ваквиот заеднички начин на живот. Пример за тоа е бактеријата Escherichia coli, која што живее во цревата на човекот. Таа таму си обезбедува место на живење и извор на храна, додека пак за човекот е корисна, заради тоа што ја обезбедува здравата слезокожа на дебелото црево, која што може лесно да врши реабсорбција на водата. Исто така учествува во синтеза на витаминот К, учествува, има важна улога во создавање на антитела, кои што се битни за имунолошкиот одговор на човекот и така натаму. Фотоавтотрофните бактерии се оние бактерии или така наречените модрозелени алги, кои што поседуваат зелен пигмент хлорофил. Заради ваквата нивна карактеристика, тие лесно можат да ја користат сончевата енергија, да ја трансформираат во хемиска и од неоргански материи, јаглероден диоксид и вода, да продуцираат органски, односно да продуцираат шеќери кои ги користат како храна. Хемоавтотрофни бактерии се оние бактерии кои што
како начин на исхрана и енергија, ја користат енергијата која што е складирана во хемиските врски. Пример за хемоавтотрофни бактерии се азотофиксаторните бактерии, кои што лесно го искористуваат азотот присутен во атмосферата и од него синтетизираат нитрити. Што се однесува до дишењето. Постојат два начина на дишење кои се присутни кај бактериите. Прво тоа е аеробното дишење или аеробните бактерии. Тоа се бактерии кои што го користат кислородот од атмосферата за разложување на шеќерите. Како продукт на овој процес се добива јаглероден диоксид и вода и енергија која што е битна за животот на бактериската клетка. Вториот тип на дишење е анаеробното дишење. Ако се сеќавате, кажавме на почетокот дека бактериите може да живеат и во екстремни услови, каде што отсуствува кислород, например во вулкански кратери, и таму се прилагодени да користат некои други гасови кои што им се достапни, например може да користат метан, па тие бактерии се нарекуваат метаногени бактерии, или пак бактериите може да се прилагодат да користат сулфур, па се наречени сулфурогени бактерии и така натаму. Што се однесува до размножувањето, бактериите може да се размножуваат на два начина. Најчесто тие се размножуваат бесполово, со проста делба на клетката, при што како резултат се добиваат две нови керки клетки, кои што се нарекуваат уште и клонови, заради тоа што имаат идентичен генетски материјал како клетката мајка. Поретко, бактериите се размножуваат полово, со конјугација. Тоа можеме да го видиме на втората слика, каде што имаме шематски приказ од конјугација, при што двете клетки се доближуваат една до друга, се формираат мостови од цитоплазма или цитоплазматски врски, наречени плазмодезми, преку кои што се врши реципрочна размена на генетскиот материјал помеѓу двете клетки, а на третата фотографија гледаме фотографија од електронски микроскоп, каде што јасно се гледаат плазмодезмите помеѓу двете доближени бактериски клетки. На првата фотографија гледаме една од завршните фази на бесполовото размножување, односно на простата делба кај бактериската клетка. За бактериите е карактеристично тоа што се размножуваат многу често, како например бактеријата Escherichia coli има способност да се размножува на секои 15 до 20 минути. Сакав уште да напоменам и тоа дека бактериите имаат своја примена во денешниот живот. Значи, бактериите не се само патогени предизвикувачи на болест кај растенија, животни и човек, туку може да му бидат и многу корисни на човекот. Еве, например, во прехранбената индустрија за изработка на разни млечни производи, како што се јогурт, цело млеко, павлака и така натаму. Во фармацевската индустрија, бидејќи многу лесно се манипулира со генетскиот материјал на бактериите, може да се додаде некој ген во геномот на бактеријата и при тоа бактеријата да произведува некој битен протеин за фармацевската индустрија, например некој хормон, како што е инсулинот, може да се користат за пречистување на отпадни води, бидејќи, како што кажавме, некои од нив се сапрофити и се исхрануваат со органска материја во распаѓање, па на тој начин можат до одреден степен да ја прочистат водата, која што понатаму ќе поминува низ други циклуси и техники на прочистување, може да се користат за збогатување на обработливо земјиште со азотни соединенија, а тоа се азотофиксаторните бактерии. Како задача за оваа лекција би сакала да се потрудите и да изработите некој краток проект. Тоа значи да истражите и да донесете заклучоци за тоа кои се бенефитите од консумирање на пробиотици, како е правилно тие да се консумираат, дали самостојно или да се комбинираат со пребиотици и да го запишете тоа. Толку за денес. Ви благодарам за вниманието.